Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во вечерашното издание Гласот на народот. Сепак, вечерашната тема ја посветив за и околу актуелните збидувања во државата, имајќи факт дека во оваа деноноќе ни се случуваат интересни ситуации, кои ќе речеме интересни, во делот на изборот на републички јавен обвинител. Видовме дека претходниот замина како и што дојде. Едноставно, непрофесионално новинарска забелешка, без да се обрати на јавноста, на народот, за кого требаше се залага. Но, од друга страна, беше ситуацијата да се избере меѓу тројца предложени кандидати и според проценките и оценките, Љупчо Коцевски остана единствен кандидат за републички јавен обвинител. Од друга страна, обвинителката Фатиме Фетај не успеа да влезе од причина што не доставила потврда за деловна способност. Исто така и голема проблематика се створи во изборот за член на ДИК. Именно и таму нешто се готви да речам дека сака тоа октрирана, моја секојаш констатација, насадена коалиција да шичари или нешто да злоупотреби демократијата и не знам дали ќе успее, имајќи факт дека сепак сите очи и уши се сперени кон Македонија. Ова не е некој претенциозно, дека фактичка ситуација, дека овој политички амбиент според народот и јавното мислење и анкетите треба да се замине дефинитивно. И што и да прават и како и да прават, ништо, никој ни една река не ги пере. Како што реков, се радикализира атмосферата во собранието поради изборот на 7-миот член на Државната изборна комисија, тоа ќе го поставам со мојот соговорник, кој предпоставам и го видов да стигна в студиото. Тоа е господин Владимир Ѓорчев, кој за 1,5 минута ќе го имаме во студиото. Темата е Македонија заробена држава или европска оаза. Еве, одиме со джинглот и се враќаме во студиото. Останете со нас. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Да, почитувани, како што го најав господин Владимир Ѓорчев е мој соговорник. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, поздрав до вас и вашите гледачи. Се негово, мило ми е што сум тука. И мене задоволство. Темата ја насловив, а тоа кажав Македонија заробена држава или европска оаза. Ова не случајно ја земав како предлог, имајќи факт познатата порака на починатиот претседател Киро Глигоров, кој секојаш милуваш да каже да изјави Македонија е оаза на мирот. Од друга страна, неговите следбеници велат ние сме европски профилирани, дока другите се русовили или антиевропски или фанатик европјани. Како го коментирате? Како го коментирате ова? Видете, мислам дека актуелниот СДСМ, овој СДСМ на Тача Ковачевски не се наследници на Киро Глигоров. Апсолутно не. Киро Глигоров беше човек кој што беше политички спротивставен на ВМРО ДПМН, но на најважните прашања беше на иста линија со ВМРО ДПМН. И за независноста на Македонија, и за непромена на името, и во делот на парирање на оние абсурдни, катастрофални, ужасни барања кои што доаѓаат од Бугарија.
Така што ако некој ја бара или ако некој сака да најде политиката на Киро Глигоров денес во оваа Република Македонија, последното место каде што се наоѓа политиката на Киро Глигоров е во СДСМ, ваквиот и оваков. Значи, мислам дека ова актуелно раководство, значи овој СДСМ на Зоран Заев и СДСМ на Таче Ковачевски е сосема спротивно и е негација на СДСМ на Киро Глигоров, на Благој Ханџиски, на Илинка Митрева, на Никола Поповски, кој што беше председател на Собранието своевремено, Жарко Јордановски исто така председател на Собранието и цела низа на првенци кои што го водаде СДСМ. Значи, овој СДСМ е антиасномски СДСМ. Овој СДСМ е антилинденски СДСМ. На крајот на краиштата СДСМ ваков каков што е на линија со сите негатори на Македонија, со сето она што значи негација и поништување на македонизмот и поддршка на сето она што значи демонтирање на Македонија, македонскиот народ и неговите позиции. Имајќи факт, морам да ве прашам, каде е Владко Ѓорчев? Го немам регистрирано во политиката или сепак сте во една друга политичка активност? Член сум на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, имаме активности, се подготвуваме за избори, имам повеќе општински комитети кои што ги водам, така што политички сум активен и мислам дека се подготвуваме за една добра изборна победа за неколку месеци. Господин Ѓорчев, имајќи факт дека за еден месец не полни, да, имаме еден месец, не очекува техничка влада и покрај тоа што вашата политичка партија јасно упати порака дека треба да се заврши тој процес на пржинска влада и така натаму. Меѓутоа, коалицијата не сакаше да го прифати и дефинитивно отиде со предлог да тоа биде наредниот избор. Со тоа што има големи негодувања околу техничкиот премиер Талат Џафери, причина што аналитичарите и противниците, критизарите велат како се однесува со собранието, што ќе се случи со владата. Па јасна е работата, видете, значи ВМРО ДПМН заедно со огромното мнозинство на граѓани на Македонија беше против изборот на Талат Џафери за премиер. Ние зборуваме сега каде што СДСМ го прифаќа Талат Џафери за премиер. Зарем треба нешто да зборуваме? Зарем треба да даваме образложенија? Зарем треба некого во Македонија да убедиме дека тоа не е најдобриот кандидат, напротив, меѓу најлошите кандидати за премиери кои што може да ги има Македонија. Но проблемот е што подреденоста на СДСМ визави ДУИ е толку голема што едноставно тие мора се живо да им прифатат. Значи СДСМ е редуциран и ставен на такво место каде што СДСМ е подизведувач на желбите на ДУИ. Значи, кооперант, не е ни кооперант, како да ви кажем, извршител. Извршител, значи тие се помалиот коалиционен партнер. Така што самите се доведаа во таа позиција само за да владеат, само за да имаат тендери, само да има корупција, само да тераат вработување и рекоа на ДУИ повелете, водете економија, водете судство, водете ги сите клучни ресори. Еве ви го фундусот на државата. Кој е менеджментот на ДУИ? Гледаме кој е. Секоја недела, секој ден скандали, катастрофа. Македонија е една неуспешна држава и една прилично неуспешна приказна. Така што уште еднаш би го подлекол она што го кажав на почетокот, а тоа е дека овој и ваков СДСМ е негација на СДСМ од времето на Киро Глигоров. Киро Глигоров никогаш не би се согласил да Талат Џафери му биде премиер. Овој СДСМ се согласи. Конзистентен сум во своите ставови, претпоставам дека гледам и вие читам, ве слушам и на други медиуми, значи конзистентен сте во вашата политичка анализа визави политичкото живење на ова или артикулирање на ова октрирана власт, која е дефинирана според Freedom House како една хибридна влада со хибриден режим. Што би додали на ова? Во Македонија владее стравот, во Македонија граѓаните, народот, луѓето не можат да го искажат своето мислење, но полека тие пранги попуштаат, стравот попушта. Значи, мислам дека почнува еден ефект на лавина, кој што
промените кои што треба да се случат во Македонија ги прави апсолутно неизбежни. Мислам дека точка на прекршување на тоа беа локалните избори, кога во 50-тина општини победи ВМРО ДПМН, СДС победи во 10 или 15. Значи резултатот беше 5 на 1, а ако гледаме по број на население 10:1, затоа што во сите десетина најголеми градови во Македонија победи ВМРО ДПМН и кандидатите на ВМРО ДПМН. Тука мислам на скопските општини Битола, Прилеп, Охрид, Велес, Кавадарци, Кочани, Штип и така натаму и така натаму. Значи најголемите општини во Македонија заедно со еден куп други имаат јасно антивладино расположение, не се согласуваат со оваа реалност која што гледаме во Македонија, а од тогаш, од 2021, пред 2 години, мислам дека тоа опозиционо расположение уште повеќе е зголемено. И тоа можеме да го видиме по повеќе индикатори, можеме да го видиме со економијата, може да го видиме со скандалите кои што се случуваат, можеме да го видиме со тоа што СДСМ е сега на високото 3-то место, можно е дури да отидат на 4-то место. Го гледаме тоа со еден политички анонимус, како што е Димитар Ковачевски Таче, кој што одеднаш е октуиран премиер, кој што 1 или 2 месеци пред да стане премиер, никој жив во Македонија не го знаеше. И на тоа место е само исклучиво затоа што Зоран Заев така одлучил, кој што замина на резервен положај, што се вели во Скопје. Така што тоа е отприлика ситуацијата во која што се наоѓаме. Значи Македонија е хибриден режим, Македонија не е слободна држава, но Македонија ќе биде слободна држава. Македонија мора да се избори за својата слобода, Македонија мора да отиде чекор напред и Македонија мора да ги санира овие огромни штети кои што се направени изминативе неколку години. Господин Ѓорчев, важите за еден политичар кој од доста рано младост влеговте политиката, но искуството си го збори своето. Од друга страна, прашањето кој не знам дали се постави некојаш, но кој имавте како политички амбиент освоено максимални градоначалнички места, општини, дали можеше тоа да се направат парламентарни, вонредни парламентарни, имајќи факт дека од таа дистанца сега кои се катастрофи доживе Македонија? Имаше моментум, нели, тогаш имаше едно струење во јавноста за предвремени парламентарни избори, но тогаш СДСМ во 5 до 12 направи една политичка операција за спасување на владата, која што значеше спасување во 1 минута до 12. Знаете, тогаш 61-иот пратеник заробената држава Македонија, оваа и ваква, хибридниот режим, 3 дена го чуваше 61-иот пратеник на непозната локација. Значи имавме ситуација каде што пратеник, кој што беше опозиционен, па немаше суденови, никој не знаеше во Македонија каде и одеднаш после 3 дена човекот, не знам, дава изјава, нели позади него само бел зид, не се знае каде, и дава изјава дека ќе ја подржи владата на СДСМ ДОИ. Значи станува збор за една политичка лакардија, за која што цената се сите оние порази и сите овие фијаска кои што се случуваат на Македонија последниве 2 години, но најдобриот одговор на сето тоа, најдобрата превенција од сето тоа е убедлива победа на опозицијата. Значи победа на ВМРО ДПМН со 61 пратеник. Никакви експерименти, никакви вакви и онакви партии, помали и слично, не треба стабилна влада која што наредните 4 години ќе ја консолидира и стабилизира Македонија. Значи не влада која што ќе ја рушат после 6 месеци, година или 2, со нови парламентарни мнозинства, со шарени револуции, со вакви пленуми, онакви пленуми. Не. На Македонија во оваа длабока дупка во која што се наоѓа и треба уште еднаш влада на ВМРО ДПМН, предводена од Христијан Мицкоски, 4 години, после тоа уште 4 години, за да се санираат овие ужасни штети. Го вратам филмот, малце спомнавте за наставно што се случи, тој избеган или изфингиран или скриен или киднапиран пратеник. Јас во една колумна напишав, па големите челници, така речени на СДСМ, ме нападна во еден текст, зашто шпекулираш, јас тогаш го идов холандскиот премиер во заштита и одбрана Зоран Заев. И ќе завршам, дали тоа веќе холандскиот амбасадор што упати порака сега, дека веќе ништо од бизнисот,
не може да очекува СДСМ никаква поддршка од меѓународниот фактор, особено на едно големо кралство Холандија, која и безрезервна поддршка му даде на Заев со холандската тројка, знаете кај што беше и Никола Димитров. Значи ли тоа дека веќе СДСМ и нејзиниот коалиционен шеф, да речем, во секој случај, веќе се пуштени по вода? Мислам дека одамна е поминат медениот месец на СДСМ со меѓународната заедница, затоа што реалноста во Македонија на дневна основа го демантира сето тоа што правенците на СДСМ го зборуваат. Значи, не може тие да кажат дека сме европска држава ако луѓе во 8 месеци не може да извадат пасош. Нема држава во Европа и на светот каде што има ваква концентрација на скандали на дневна основа. Значи, за 1% од ова што се случува во Македонија, во Европа и во светот паѓаат влади за 2 дена. А не ова што ние фрапантно го гледаме секој ден во секој ресор. Не знам дали тоа дека сите светски криминалци, 200 и кусур на број, шетаат со македонски пасоши, а која е виновна? Винова е тетката која што ги давала, која што ги сликала криминалците на шалтер. Не се виновни првите луѓе во министерството, не е виновна владата. Не може во Македонија да има милијадници луѓе починати, затоа што им била дадена неадекватна терапија за онкологија и за малигни болести, за карциноми, и никој да не биде виновен за тоа. Илјадници луѓе починати. Таков скандал нема никаде на светот. Не може Македонија да има најголема смртност од ковид во светот, никој да не одговара за тоа, а премиерот и министерот за здравство да возат мотори во ситуација каде што Македонија има 50 погреби дневно, каде што 50 фамилии во црна земја си ги ставаат луѓето, најмилите. Не може Македонија да биде европска држава кога економијата ни е најлоша во Европа. Никој во Европа нема инфлација како Македонија. Едно време бевме земја пример, едно време бевме земја во која што од околните земји доаѓаа премиери и министри да учат економија и да преземаат закони, да копираат она што Македонија го прави. Не само тој, и околните, и други. Значи, и Албанија, и Косово, и Србија, и Босна и Херцеговина, и многу други. Значи, а сега Македонија да е најлоша буквално во се. Значи, не може вие да пледирате како што вели СДСМ европска земја да немаат направено 1 километар автопат. Зеро. Никаде нема автопат. Така што Македонија, за жал, во овие 6-7 години стана една прилично успешна држава. Никогаш не сме биле меѓу најдобрите. Но вака лоши, најлоши во Европа не сме биле. Значи, ние сме сега не само што сме полоши од земјите од Централно Источна Европа, ние сме убедливо полоши од Косово. Погледнете ги нивните патишта кои што личат како автобан или кога ќе влезете во Македонија, кој да се влегле во темен вилајт. Врање и Лесковац сега за Македонија се Скандинавија. Албанија е 3 копија подобра од Македонија, Молдавија е подобра од Македонија. Босна и Херцеговина после војна со 100.000 мртви, со 100.000 загинати, има подобри економски перформанси и поголеми плати од Македонија. Значи, со оваа ситуација која што имаме во моментот во Македонија, имаме еден екзодус кој што е фрапантен и ако сакаме буквално да спасиме Македонија, ние мораме да ги промениме нештата. Час после. Американската амбасадорка се како гласноговорник на Стейт Департмент, апропо и извештајот на Американскиот Стейт Департмент, односно Министерството за финансии, кој упати пораки дека има лица кои се на црната листа. Од друга ситуација изјави дека одек има епидемија на криминал. Во Македонија има епидемија на криминал, затоа што власта не само што не се бори против криминалот, туку епицентарот на криминалот е во власта. Значи, не може Македонија да се гуши во корупција, не може граѓаните да немаат никакви услуги да не добиваат, а за тоа да не биде власта. Значи, владата, директно, министрите, премиерот, се генератори на таа епидемија на криминал која што ја имаме во Македонија. Меѓутоа, во розови ночари гледат нивните представници вице-премиери за Европска унија кои мува на ги лази и по сите критики како меѓународен фактор, не да речете од дома, туку меѓународен фактор кој јасно укажува дека не одат работите вака.
и не се држите за тој бугарски, вие кој нарекувате диктат или франско-германски предлог. Значи, без реформи не може да се оди напред. Имате ли капацитет да ги направите тие реформи, или само ќе бидат зборови? Имаме, апсолутно, затоа што Македонија заслужува подобро, затоа што во ВМРО ДПМН има тим на луѓе кои што се сакаат државата, кои што знаат да работат и кои што ќе покажат како се работи за Македонија. Значи, во тој дел апсолутно сум убеден дека економска политика имаме подобра, дека ваков арамилак нема да има, дека автопатишта и патишта повеќе ќе се градат. Убеден сум дека децата ќе имаат книги во училиште, а не цела година учебна со години да помине, децата да немаат ниту учебник, ниту книги, да имаат скрипти. Имавме компјутер за секое дете, а сега децата немаат фотокопии од учебници. Значи, не велам дека се ќе биде идеално, напротив, ќе биде тешко, ќе биде дупката голема, но овој дебакл и ова фиаско нема да се случи. Апсолутно. Факт е дека вашиот лидер покажа цврста во делот на тој, така да речам, наметнат или да речам под присила, тој непристоен предлог. Обично Македонија е навикна на ние непристојни предлози, рече нон пасара, нема да помине овој француски, германски модел или бугарски диктат. Дали имате можност да му дадете образложение на меѓународниот фактор, како вие ќе се справите со ваквиот, да речам, емпас, чврсток? Важно е да имаме добри односи со меѓународниот фактор, но апсолутен приоритет за нашите политики, за нашиот ангажман се граѓаните на Македонија. Значи, ние треба да ги представуваме граѓаните на Македонија, да го артикулираме нивното мислење, истовремено, поради македонските позиции и македонските интереси, да имаме внимателна политика со меѓународниот фактор, со подадена рака, со отворени врати, со убаво објаснување на нашите позиции. Ќе ви кажам само еден пример. Например, знаеме сите дека во време на владата на ВМРО ДПМН Македонија имаше вето само и исклучиво од Грција. Немаше друго вето. Грција рече сменете го името или имате вето од нас. Значи, ние ако сакавме го смени името на Македонија, можевме тоа да го правиме 100 пати, не го направивме. Зашто? Помеѓу другото и затоа што тоа беше политика и на Киро Глигоров и на Благој Саџиски, кои што ги спомнавме. И лидерите на СДСМ, лидерите на СДСМ. 30 години назад, не, напротив, уште од илинденско време и од првиот и од вториот Асмомски Илинден, тоа беа македонски позиции. Сега доаѓаме до тоа да СДСМ спротивно на волјата на македонските граѓани, кои што не им го изгласаа тоа на референдум, напротив, убедливо го отфрлија, го промени името и дали доби почеток на преговори? Не доби. Направија селфи во аеродром, Никола Димитров, Кочо Ањушев, кој што веќе не е во политика, Зоран Заев, кој што исто така не е во политика, го поразивме, и Бујар Османи, кој што за неколку месеци го поразиме. Значи, тие тогаш река почнуваме преговори пред 4 години и лажа, преговорите до ден денес не се почнати. Од кого добивме ние таа година вето? Добивме вето од Франција и добивме вето од Холандија. Добивме поддршка за тоа вето од Франција и од Холандија и од Белгија и од Данска. Значи, внимавајте. Поради оправдани причини, ги знаете изјавите тогаш на францускиот амбасадор Тимоние. Значи, ВМРО ДПМН имаше една и исклучиво една забелешка, а тоа беше името на Македонија, кој што не сакавме да го промениме, а од друга страна СДС има проблем со половина Европа. Има проблем со најголемата војна сила во Европската унија, тоа е Франција, поддржана од, речиси, половина дузина земји јавно, а неофицијално и многу повеќе. Зошто? Затоа што ова и ваква Македонија не е потребна никому. Затоа што ова и ваква Македонија, ако влезе во Европска унија, нема да придонесе нешто во Европската унија, туку напротив ќе биде бунар без дно. Затоа што во Европската унија сепак треба да има критериуми, треба да има земји кои што имаат одреден перформанс, тие се тие кои што го бираат своето друштво. А ако Македонија по сите основи и сите критериуми е во се најлоша, тогаш тие едноставно велат: не господа, не сакаме да бидеме со вас. Значи, внимавајте, отидовме од само грчко вето и само зимето, каде што сите други области со одредени забелешки, но ни беа во ред, отидовме да ни се проблематични еден куп поглавја во сите можни области во Македонија.
Сега добивме и бугарско вето, за кое што тие велеа дека нема да го добиеме, нели сите оние средби на Зоран Заев и Бојко Борисов, Радмила Шекеринска и Каракачанов, не знам, други, трети, четврти, така натаму и така натаму. Дали вистинската ситуација, ова или имавме случај со Украина, со заобиколување со на кафе пије на Орбан, да можеше некој да убири исто за Македонија од страна на европската четворка или петка, да речам, и за Македонија. Дали имавме лоша политика или немавме доверба кај меѓународниот фактор, па некој да излезе ставен маж од челниците на Европската унија, наречен на Борис Бојко, излезе и напише една кафе. Ова и ваква Македонија не е во состојба да се вклучи на Европската унија. Апсолутно не е. Значи, внимавајте, земја во која што има една железничка линија и за таа една железничка линија за возот нема нафта, не може да биде членка на Европска унија. Во Европска унија возовите возат 150, 200, 300 км на час. Да ве подсетам, се сеќавате ли во време на Бранко Црвековски 120 милиона за Џуешева дојме од Европска банка грант? Да. И снема парите. Па требаше со Бранко Црвековски пругата да биде готова 94-та година, еве сега дојде 2024-та, 30 години потоа уште пругата не е направена, а парите се потрошени 5 пати. Значи, тоа е таа Македонија која што е неуспешна држава. Значи, не може Македонија, не може власта да пледира и да вели само Европа, 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 а внатре во Македонија пристапот да биде корупција, корупција, корупција и рамелак. Европа тоа го гледа. Нивните амбасадори тука во Македонија ги гледаат медиумските извешти што се случува секој ден. Само дел од работите завршуваат во медиуми. Давид Гир беше скептик кога оценската комисија дојде и човекот беше тотално нерасположен. Вика, каде дадовме 10 милиона и 560.000 евра за некоја реформа, што ја знам. Тоа е зборот дека прв човек представник на Европската комисија дава негативен одговор. И ќе завршам во тој дел на прашања. Светската политика е многу јасна во делот на одбрана на своите странски инвестиции. Да. Американците си имаат два колоса, Johnson Control, Johnson Meti. Да. Да не радаме другите. Тие барат сврста политичка гарнитура кој треба да се грижи за тие странски инвестиции. Дали ВМРО ДПМН има капацитет, има инфраструктура и што, господин Ѓорчев, дали ќе имаме нови физиономии во политиката на Кристијан Мицкоски во делот на владата, во делот на политиките? Да, затоа што без економија ние нема да имаме буџет, нема да имаме држава, нема да имаме луѓе кои што ќе ги задржиме тука. Значи, ако ја погледнете, дали имате експертски тимови, силни експертски? Ќе има, апсолутно, да, се подготвува тоа, се бараат луѓе, имаме веќе некои од тие луѓе, така што македонската економија ќе биде во добри раце. Видовме дека странските инвеститори не сакаат повторно, а порано Виктор Мизо слушав со изјава 40%, колку? Да, само 40% сакаат да останат во оваа и ваква Македонија. Порано 100% од значи порано 100% од инвеститорите сакаат да влегуваат во Македонија, а сега само 40% повторно ја влега, 60% се каат. Дали ги потрошите парите залудно кога се рекламиравте во CNN инвестирате во Македонија? Цел свет виде која е Македонија. Благодарение, меѓу другото, и на тие реклами кои што одеа на главните светски медиуми, каде што главните директори, главните корпорации, оние огромни економски ганти ги носат метео на CNN. Да, ги носат одлуките. Значи ние, например, еве Johnson Controls, тогаш отвори една фабрика тука во Скопје во Македонија. Второ отвори во Штип, трето отвори во Струмица. Ако беше лоша економијата, немаше тие да отворат 3 фабрики во Македонија. Каде се сега да отворат четврта? Абер нема. Johnson Meti почна со помало производство, помало погон во Македонија, после тоа го триплираше производството, сега извозот од Johnson Meti е некаде 1,3-1,4 милиарди долари. Значи, 1 милиарда и 400 милиони долари имаме извоз само од таа фабрика. Значи, сите фабрики во Македонија, кои што се клучни, кои што се столбот, рбетот на македонската економија, од кои што државата вади пари, од кои што прават обрат, од кои што се плаќаат плати, здравство, образование, се донесени од владите на ВМРО ДПМН. Значи, без разлика дали се тоа германски фабрики, холандски, белгиски, американски, италијански или било какви. Македонија ваква каква што е. Ова влада на Таче Ковачевски, Артан Груби, Бујар Османи, Бојан Маричич и така натаму, значи овој заевизам во кој што живееме
не е во состојба да испорача било какво вложување, било каква економска активност или било како едноставно да ја стави мапата на главните светски движења. Македонија не велам дека е голем играч во меѓународната политика. Не, има многу поголеми играчи од нас. Но Македонија не може себе си да се подреди во таа мерка и да каже ние ништо не можеме, ние сме неспособни, ние не можеме да мрднеме. Може. Како што можат малите држави во светот да се борат за свое место под сонцето, без разлика дали е тоа една Словенија, дали е тоа Естонија, Словачка, Луксембург, сите тие земји се борат за своето место под сонцето, нешто ќе успеат, нешто нема да Не успеат. заминуваат деца надвор. Вие сте ретките поборници кои се борите против белата чума. Нека се живи здрави. Колку имате? 4. Нека се живи 4 здрави. деца, да. Идете ли на наредна? Па биолошки малце времето е вака Да. 95-та минута фудбалски сме некаде. Давате пример за многу млади дека треба да инвестират во семејството и да се грижат, што повеќе Македонија да го зголеми наталитетот. Тоа е зависна, загрижува фактот че завршам, како што е Германија, Франција, тоа се стари држави. И Да, но отварат порти за нови за иселување. Видете, Франција и Германија се големи држави. Значи Германија е 82 милиони жители, Франција е 65, 66, 67 милиони жители. Македонија е само 1,8 милиони жители и оди надоле и паѓа бројката. Значи ние дојдовме до ситуација во која што оваа година уште не е готов четвртиот квартал, ќе биде убедливо најлошата демографска година во историјата на Колку е Македонија. процентот? Оваа година број на новородени деца ќе биде некаде околу 17.200, 300, 400 деца. Значи, во време на влада на ВМРО ДПМН, кога шарените револуционери ни редеа чевли пред владата, Македонија имаше 23.000 родени бебиња. Во периодот од 2006 до 2016 година, значи 10 години влада на ВМРО, Македонија беше единствена земја во Јужна Европа која што имаше раст во бројот на родени деца. Не многу. Имаше Од два- стимулација, имаше Имаше мотив. стимулации, мерки, помош за трето дете, имаше понатаму помош за домување, бесплатни учебници, компјутер за секое дете и така нат. Имаше приказна Сега некаква. имаме зголемување на данок сега- на захрана на детска. Сега има општа катастрофа и плячка. Сега, значи само бројките, значи бројките се дека од 2006 до 2016 имавме скок во бројот на родени од 20.500 на 23.000 родени деца. Не многу, зголемување 2,3%. А тогаш, нели, тие ни велеа, малку се 23.000 родени бебиња. Иако ниту една земја, за разлика од Македонија, во јужниот дел на Европа и во овој регион, немаше зголемување на бројот на родени деца. Дали сакате Португалија, Шпанија, Италија, сите соседни земји на Македонија, Романија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, еден куп земји, само Македонија ги растеше. Од тогаш до сега, значи од тие 23.000 паднати сме на 17.000 родени бебиња. Нема држава во светот, од 200 земји низ цел свет, нема држава која што има волку драматичен број пад во бројот на родени деца. Никој на светот, ни земји што се во војна, земји во кои што има паднати авиони, ракетирања, бомби и се, немаат вака девастирачка демографија како Македонија. Значи Македонија не се случува демографско опаѓање или намалување на Македонија со овој заевизам, со Таче Ковачевски, со Стево Пендаровски и со Зоран Заев и се случува демографска катаклизма. Секогаш имало заменување од Македонија, секогаш имало гурбе, секогаш имало печалбари, секогаш имало економска емиграција 100 години наназад. Како ќе го вратите? Но Македонија ваков екзодус како што сега има изминативе 7 години од Македонија, никогаш не. Како ќе го вратите македонеците? Мора ги задржиме луѓето. Не знам дали можеме да ги вратиме затоа што кога некој ќе замине, кога ќе ги земе нивните плати, кога некој ќе го научи јазикот таму. Ја не сакам да звучам како Зоран Заев и да речам ајде сега ќе ги вратиме децата од светот. Тоа ќе биде многу тешка работа. Треба многу да внимаваме со емоциите на луѓето, но она што мора и сигурно ќе го правиме, тоа е да ги задржиме луѓето. Кај нас има дома си е дома, пак дома си е дома. Знаете како? Затоа што животот поминува, луѓето се пензионираат и не име се едно на луѓето која ќе дојде нова година, Божик, Великден, празник или било што кога се сами. Или кога си ги гледаат децава
преку Skype, Viber, не знам, Facebook и така натаму и така натаму. Тоа е едно тешко студенило. Но знаете, поразително е што луѓето и покрај тоа што ги боли што децата не им се тука, барем велат, окей, ете нешто работат, имаат работа, се сноѓаат, одат напред. Така што таа битка за наш опстанок тука ќе се води и треба да се води секој ден. Вака како што се тера, со 10% намалени број на деца годишно, со таква демографска рецесија, ние ќе исчезнаме, не само, значи сите се заминуваат. И македонци, и албанци, турци, роми, сите се заминуваат, екзодус. Значи едноставно Македонија станува галична, празна земја. Така што Македонија мора да направи еден сериозен дисконтинуитет за да имаме диаспората треба да инкорпорирате, имајќи факт дека из диаспората веќе разочаран од ваквата немакедонска политика што ја водат актуелните насадени политиканти. Јас се извинувам, можеби сум непрофесионален модел на оценката на политиката на актуелната власт, но народот така ја оценува. Дека нема никаков фидбек од страна на диаспората кон Македонија, едноставно се избркани. Треба да ги вратите. Треба да подадеме рака, апсолутно. Значи, внимавајте, диаспората е сериозен, озбилен, голем ресурс за секоја држава. Например, една Италија има голема диаспора на светот, гради мостови со таа своја диаспора, ги носи луѓето, доаѓаат, заменуваат, одат и така натаму. Има комуникација, интеракција. Сум доше 23 години Ирска и еден куп земји. Гласот на народот го водам и можам да се пофалам дека навистина максимално даде придонес за линк меѓу диаспората и Македонија. Максимално. Да, сакам да ви честитам на тоа. Значи, знам дека имате доста гледачи во диаспората, ви пишуваат и на Facebook, и ве следат, и ве коментираат, се јавуваат телефонски, значи македонската диаспора е нераскинлив дел. Милиарди и 500 милиони долари на дневна дознака, како дознаки се огромни, значи се преливаат. Па нас третина економија не зависи од тие девизни дознаки кои што ги имаат, затоа што скоро и да нема човек кој што нема, не знам, вујко, тетин, роднина, брат, сестра и кој што едноставно ќе испрати нешто, ќе дојде овде, не знам, ќе појде кај едниот брат ќе рече, значи што сакам да кажам, се наши луѓе. Значи ние сме да се откажеме нив да ги нас господин Томич премногу малку не има за да речеме тој не треба биде, тој не треба, тој го отпишуваме, тој го отпишуваме. Ако така лесно ги отпишуваме луѓето, тогаш кој ќе биде со нас? Ние треба да водиме една поинаква политика, а тоа е да им наоѓаме повод на луѓето зошто да бидат во Македонија, зошто да се движат околу Македонија, едноставно да се интересираат, да бидат тука, да ги посетуваат своите, да доаѓаат тука, да вложуваат тука. И не мислам тука само на некои големи вложувања, големи огромни корпорации, иако треба да го работиме и тоа, туку мислам и на оние човечки односи, затоа што било кој од нив кој што ќе изгради, например, куќа или не знам, ќе направи покрив или ќе догради соба во Македонија, тој наоѓа основа за да дојде тука еднаш, два пати, три пати годишно или еднаш во неколку години, затоа што се прави таа емотивна поврзаност, ќе си ги прати децата овде на одмор и така натаму, и така натаму. Тоа е добро за Македонија. Секако го поддржувам. Конзистентен сум пак во моите видувања и анализи. Многу таксативно, ако можеме да говорите. Прво, беше Самил Анчевски. Добро. Да, беше Малчевски, пардон. И кој рече да треба ВМРО да биде дел од коалиција, од техничката влада, за да не прават секакви делавери навикнати се ова окторирана коалиција. Дали вашиот председател че да, мојот став е да бидеме дел од владата. Го прифаќате? Останувате на тој став? Ние влегуваме во владата за да ги срушиме СДСМ и ДУИ. Ние не влегуваме во владата да пактираме со нив. Ние влагаме за да изборниот циклус колку толку биде регуларен и заштитен. Значи, ние влегуваме. Значи, мислам дека добро е за изборите, добро е за Македонија. И македонскиот народ, ВМРО да има 20 министри и 4 заменици министри. Важно е за Македонија. Затоа што ако им се пушти празно поле на оваа екипа и оваа гарнитура, уште толку зло ќе направат. За дик што ќе додадете со оглед дека не попуштат опозициониот Адонски блок и натаму река нема шанси, искачаме. Нема избори, нема ништо, вие дадоте поддршка на европското движење. Ние даваме поддршка на албанската опозиција во делот на регуларните избори. Затоа што треба да имаат своји представници, затоа што не е се едно кој ќе седи во тие избирачки одбори, кој ќе биде наблюдувач,
на сите избирачки места, не е седно кој ќе има представници во државната изборна комисија. Така што сакаме да имаме регуларен изборен процес, имаме намера да ги покриеме сите избирачки места со набљудувачи на ВМРО ДПМН и едноставно влагаме во овие избори силно мотивирани, затоа што ништо повеќе, ништо помалку од што иднината на Македонија е во прашање. И натаму сте у тројка? Може да... Не, рано е уште, рано е. Не, секако сум вклучен, секако ќе бидам ангажиран во ВМРО ДПМН да победи, а кој ќе биде каде, ќе видиме наредните Има ли месеци. шанса ВМРО да нема? Јас секош сум дал една оценка дека не треба да постои јас во политичката амбиент, у која една политичка партија, особено ВМРО ДПМН, која е национална партија, народна македонска партија. Какви се односите меѓу поранешните лидери сега? Па видете, нели, имаше одредени одговори, интервјуа во јавноста, но она што е најважно тоа е дека ВМРО ДПМН е силно консолидирана, дека Христијан Мицкоски има поддршката и од Централниот комитет, и од Извршниот комитет, и од членството на ВМРО ДПМН. Во избори влегуваме обединети, сплотени и сложни. Сакаме и мотивирани сме да ја поразиме владата на СДСМ и тоа е приоритет на сите приоритети. Господин Ѓорчев, видовме дека јас дадов поддршка и ќе дадам секојаш за обележјето што е поставено во светина манастирот на Попова шапка. Се спомнува дека дури губитниците би оделе на нека национална карта да создава тензии. Кој беше коментар? На Македонија не се потребни тензии. Македонија е земја на верски слободи и едноставно да гледаме да ја задржиме на општествена кохезија, така што да си ја задржиме, да ја ги задржиме со животот, толеранцијата во Македонија, да имаме почит за верските чувства едни за други и самите за себе и како што било и до сега. Кој е вашата порака? Тоа е финале за нашата емисија. Пораката за гледачите е дека многу помина, малце остана. Знам дека е тешко, знам дека е темно, но ова сето што се случува на Македонија е облак кој што ќе помине. Уште еднаш, знам дека е тешко, но овие 7 тешки, мачни години се при крајот. Доаѓа нова влада, доаѓа нова гарнитура. Да не им веруваат на луѓе кои што се секоја опозиционерија беа првенци на шарена револуција, туку да им веруваат на оние кои што можат да го направат дисконтинуитетот и кои што можат да имаат доволно мнозинство во парламентот за стабилна влада, за пораст на политиките на СДСМ. Тоа е ВМРО ДПМН. Пендаровски рече дека дисциплинирана партија сте и дека како ќе решите, така ќе биде гласачката машина. Претпоставам дека ќе согласите со мене дека Пендаровски нема шанси да оди на председателски избори, или може ли се случи да имаме две дами, или Спасовски да биде конечно кандидатот на СДСМ? Мислам дека тоа ќе го знаеме наредниве неколку месеци, но она што во моментов е убедливо расположение, тоа е опозиционно расположение. Значи, луѓето сакаат подобро, луѓето гледаат Македонија дека е во тешка состојба и мислам дека кандидатот на ВМРО ДПМН е во убедлива предност. Мислам дека Стево Пендаровски беше соучесник, директен, во сите лоши политики на СДСМ и ДУИ. Тој е продолжена рака на Зоран Заев, на Али Ахмети, на Тача Ковачевски, на Артан Груби. Стево Пендаровски ги парафираше сите катастрофални законски решенија, не мрдна со прст да ги подобри состојбите во Македонија, заради тоа ќе биде председател кој што ќе има само еден мандат. Мислам дека Македонија ќе избере председател кој што ќе дојде од редовите на ВМРО ДПМН и така заедно обединети, сплотени и сложни, и владата и председателот ќе водат една конзистентна, добра политика за Македонија. Ќе ви благодарам многу што бевте мој соговорник, сакам успех и во натамошните ваши активности и среќна нова година и божични празници. Фала и на вас, се неубаво поздрав до вас и до вашите гледачи. Нормално, среќна нова година, за многу години. Христос се роди. Се неубаво. Се роди. Благодарам. Тоа беше Владко Ѓорчев, Владимир Ѓорчев, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани, бидете ми живи и здрави. Си гледаме утре вечер во истото време. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.